Благодарам, председателе. Господине Величковски, значи, историскиот и општествениот развој на секој народ, вклучително и на македонскиот, е определен од способноста на еден народ да има единство по клучните општествени прашања. Од друга страна, разбивањето на тоа единство е основата на непријателска цел уште од почетокот на светот и векот. За да се разбере ваквата поставеност на светот и нештата во него, не е потребна голема интелигенција и продуховеност, барем јас така мислам. Раздели Павладај е древна човекова мудрост која одлично до перфекција развиле многу владетели. За жал, толку ние македонците, македонскиот народ ја почувствувал и се уште чувствуваме на својата кожа. Овој ваш предлог закон, ова ваше залагање за ограничување на користењето на символот од сонцето на Кутлеш има сосема друга позадина. По ваше ќе сме биле поконструктивни, во подобра позиција во преговорите со Грција и тоа било за наше добро. Меѓутоа, за ова господин Величковски непристојно е да се разговара и на улица, а не во Македонското собрание. Скриената цел на оваа дебата, скриената цел на овој предлог закон сепак се идентиски прашања, зашто разговори за национални символи и обележја, господине Величковски, не е ништо друго, освен обид за преструктурирање на нечи идентитет. Полемика за национални символи можат да водат несозреани, незрели и пред се корумпирани политичари, на кои ништо не им е свето. За жал, никако да почнеме да учиме од сопствените историски и стратешки грешки, а тоа се уште добро го користат нашите непријатели. Господине Величковски, со вашите вакви антимакедонски и геноцидни залагања работите на планот на кршење на Македонија. Наше е да се спротивставиме и ќе се спротивставиме. Правдата и вистината секогаш победуваат и тие се на наша страна. Македонскиот народ и во потешки времиња, во неслобода, под туѓ јарем, успеал со Божја помош и подкрепа да обстои и да преживее разни обиди за асимилации. Знаел да препознае кој е неговиот вистински водач, а кој наметнат со јагнешка кожа работи за интересите на туѓи бели дворови. Впрочем, од човекот кој во Македонија е познат како најголем борец за правата на хомосексуалците, мислам и дека не можеше да очекуваме ништо повеќе.